Господине Осман, измина една недела од како го презентиравте пред јавноста планот за итни реформски приоритети или како го велите вие 369, кој како што кажавте ги означува временските рамки до кога треба практично да се реализираат реформите до локалните избори, до одржувањето на Советот на Европа и до редовниот извештај за напредокот на Македонија. До сега веќе еден месец измина од како сте во новата влада, дел од новата влада. Меѓународната заедница очекува реализација на планот, граѓаните очекуваат резултати. Има ли нешто од сето ова што е наведено веќе отпочнато да се спроведува и каде лоциравте дека се најитни реформите во кои области? Има една позитивна клима и во земјата, меѓутоа и во Брисел и помеѓу земјите членки на Европската унија, кој што ние го гледаме како еден прозорец на можноста кој што мора да го фатиме и да испорачаме. Се разбира, ако испорачаме ние, ќе испорача и Брисел. Направивме план адресирајќи ги најнеопходните мерки кои што се во анализите направени од Европската комисија, од разните меѓународни, од телата на Советот на Европа, како што е Венецијанска комисија или пак Греко, меѓутоа и врз основа на програмата на владата и другите препораки се мерки кои што се најнеопходни да се реализираат во почетниот период. Имајќи ги предвид сите ограничувачки околности во овие 3 месеци. Фактот дека ќе се распишат брзо локални избори и тоа е ограничување во работата на институциите и на собранието. Фактот дека се и, зошто да не и летните месеци кои што администрацијата не ја прават не толку ефективно во испорачување, меѓутоа имајќи ги предвид сите овие работи направивме план со конкретни активности кои што имаат за цел да направат подобро општество првично за нас, за граѓаните, меѓутоа и да покажеме да ја вратиме кредибилноста пред нашите меѓународни партнери и пред Европската унија. Има неколку полиња кои што ги адресира овој план и тоа од локалните избори пред се, затоа што целта на првичните мерки од првите 3 месеци е да имаме фер и кредибилни локални избори. Фер и кредибилни локални избори се првиот тест кој што ние ќе го имаме како нова влада, како општество, за да покажеме дека сме ги прифатиле препораките од Европската комисија и нашите партнери и дека сме различни во тој дел. Што практично се фокусиравте во? Претежно во делот на изборите е консолидација на капацитетите на државната изборна комисија во справување со сите предизвици за организирање на фер и кредибилни избори, меѓутоа и мерки за одвојување на државата од партијата, меѓутоа и спречување на злоупотреба на државните ресурси во изборната агенда. Така, споменавте дека ќе има реформи во судството, во јавната администрација, медиумите, во делот на работата на собранието, но има и во еден дел забележав реформа на безбедносните служби. Особено ми падна во очи еден дел каде што велите дека ќе се врати довербата во безбедносниот систем кој практично беше нарушена и како што велите со започнување на инклузивна дискусија во собранието и со избор на моделот за реформа на системот за следење на комуникациите. На кој начин мислите да ја вратите довербата? Прво, процесот на реформа на разузнавачките служби треба да биде многу внимателен, бидејќи секоја невнимателност во овој процес може да направи дисторзија на безбедносниот систем, што може да има далекосежни последици не само внатре во земјата, туку и подалеку. Така да прво мора да биде внимателен. Да тие реформи да се направат како добро ќе се направи анализа, ќе се предлагаат модели и ќе се избере модел на реформа. Во моментот има неколку модели на реформа на безбедносните и разузнавачките служби, ние сме во фаза на утврдување на моделот. Второто е битно да биде процесот инклузивен. Значи, што повеќе чинители да бидат вклучени во овој процес. Бидејќи заради сензитивноста на самата тема мораме да ја добиеме поддршката од сите, па вклучувајќи ја и опозицијата. Значи, на еден внимателен, транспарентен и инклузивен процес да направиме реформа на безбедносните служби, на разузнавачките служби, за да ја вратиме и кредибилноста на истите пред очите на граѓаните, меѓутоа и ефективноста на истите во функција на службата што ја вршат. Оно што најмногу ми се чини предизвика најбурни реакции во јавноста е точката за усвојување на предлог законот за употреба на јазиците.
Вашиот коалицијски партнер, господинот Зијадин Села, најави дури дека ќе излегува од влада доколку во првите 100 дена не се донесе овој закон. Што практично се случи? Некако се обидовте да го изиграте Села или отпосле дојдоа препораките на Хан за овој предлог закон да оди прво до Венецијанската комисија? Значи, прво има политичка одлука и политичка волја на коалиционите партнери да се донесе законот за напредување на употребата на албанскиот јазик и таа волја постои во моментот. Се појави на некој начин препорака од страна на нашите меѓународни партнери за да се спречи евентуално некој да постави забелешки на законот по усвојување во различните тела во државата, како што е на пример Уставен суд и така натаму, да се добие мислење од експертското тело како што е Венецијанска комисија. И на крај се прифати одлука, односно договор да помине на влада законот за употреба на јазиците, кој што ќе одрази волјата на коалиционите партнери за освојување на овој закон и паралелно по тоа да се прати и до собранието и до Венецијанската комисија. Додека трае расправата во собранието по однос на законот, ќе се добие мислење и од Венецијанската комисија и тоа уште еднаш ќе ја зацврсти консензуалноста по однос на овој закон и нема да остави простор било кој од партиски, политички или било какви други побуди да го користи овој закон понатаму за успорување на истиот во различните тела во држава. А добро, да ги разрешиме дилемите, ќе стигне ли сето тоа да се случи пред локалните избори, односно во првите 100 дена? Значи, очекуваме брзо да биде усвоено во владата на Република Македонија и потоа во собранието ќе зависи, се разбира, од процедурата која што е нормална за вакви закони во собранието. Имате ли увид некаков направен колку закони до сега треба да бидат сменети во рамки на планот, колку ќе бидат само со одлука на влада реформи донесени? Има околу 73 мерки во првите 3 месеци кои што треба да се реализираат. Од нив се помалку од 10 закони кои што треба да се менуваат во смисла на амандмани за истите да станат поквалитетни и во насока на реформите кои што ги предлагаме. Повеќето се правилници, внатрешни акти, одлуки. Во моментот во секретаријатот е воспоставен систем за мониторирање на имплементацијата на овие мерки и јас веќе од денеска почнувам со мониторирање, меѓутоа и притисок и контакти до сите институции кои што имаат надлежности за реализирање на овие 73 мерки. Знаете како, господин Османи, домашниот ЕСАП, како велат, не е ист на пазар. Гледаме со кое темпо се одвиваат собраниските седници. Очекувате ли обструкции од страна на опозицијата, од страна на ВМРО, ДПМН? Ние од почеток подадовме рака на соработка со опозицијата. И таа беше искрена наша иницијатива, бидејќи сметаме дека одговорноста е на владата да го направи првиот чекор, да го и понудата до опозицијата е да го издвоиме процесот на интеграција од другите политички процеси во државата. Ке се расправаме и ке се блокираме едни со други во однос на здравство, образование и други теми, меѓутоа по примерот на другите држави кои што станале веќе членки да го издвоиме евроинтегративниот процес посебно. И во тој дел да се подржуваме еден со друг. Ние сме спремни да ги отвориме широко вратите за опозицијата, да се чувствува и како дел од овој процес. Нема воопшто да го задржиме за себе ексклузивно процесот, ниту заслугите и успесите ќе ги држиме за себе. Тоа е еден процес во кој што целата држава е вклучена. Секоја партија во својот мандат има ставено свој подпис на овој пат. И така треба да продолжиме. Ние сега ставаме уште една тула повеќе на тој пат и бараме опозицијата да не подржи. Ова што се случува во собранието со фрагментирањето на пратеничката група не е добар знак. Меѓутоа тоа што најмалку очекуваме е барем во делот на интеграциите и реформите кои што се потребни во интеграциите, опозицијата да биде конструктивна и тој процес да го подигнеме на надпартиско и надетничко ниво. Чинам дека имаше сличен ваков документ, односно акцијски план во претходната влада од која вие бевте дел, но очигледно остана тоа мртво слово на хартија. Која е гаранцијата дека овој пат
реформите навистина ќе се спроведат. Значи, основната политичка порака што ја праќаме со овој документ е дека владата нема да ги спори препораките на Европската комисија, на Венецијанската комисија, на Греко по однос на реформи. Како што беше случај претходно. Како што беше претходно. Значи, генерално ги прифаќаме сите препораки и втората порака е дека сме спремни да дадеме конкретни резултати. Точно е дека дел од препораките се провлекуваат од минатата влада. Дури имаше коментари од опозицијата дека тоа е истиот документ. Да, дека во дел веќе само на стара слава ги преземате практично. Нека се чувствуваат, ние им нудиме, нека се чувствуваат како коавтори на овој документ. Сакаме да бидеме коавтори за секое идеја и проект што се однесува на интегративниот пат. Апсолутно не сакаме да задржиме за себе ниту како заслуга, ниту како успех. Ако треба одговорноста целата ќе имаме, заслугите ќе ги делиме, но ја повикуваме опозицијата да се чувствува како коавтор на овој документ и да се чувствува како коавтор во имплементирање на истиот. Благодарам на вас.